civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Пред мене секој вид на национализам е лош, зашто не може една нација да биде подобра од друга нација и да се третира, посебно не во нашето општество, бидејќи живееме во општество и се трудиме да живееме во општество каде што сите ќе се еднакви. И не мислам дека патриотизмот и национализмот се поврзани. Тоа не зависи од етникумот, од етничката припадност, а секој подеднакво исто може да си ја сака татковината. И љубовта спрема татковината не прави националисти, ама омаловажувањето на другата нација не прави националисти во било која фаза, дури во блага фаза, ако сакаме да се ставиме над некој, ние биднуваме дел од таа мембрана и всушност се приклучуваме на таа група на граѓани. Во последно време можеме да забележиме дека и кај младите го има ова. Има навреди на етничка основа, посебно на социјалните мрежи, би рекла и графити, и автобуси. И според мене се согласувам дека сршта на овој проблем не е едно место, еден извор, него дека имаме повеќе. Почнувајќи од образованието, исто мислам дека еден од клучот е образованието, дека таму треба да се шири заедништво и дека треба сите заедно да се трудиме да ги искорениме разликите, од таму од најмала возраст, за да ги немаме последиците подоцна. Но тука имаат удел и политичките партии, би рекла, и нормално семејствата, во кои што тие млади растат. Денес имаме ние малце поинаков проблем, што има умешно спакуван и продаден национализам на граѓаните. Како со такви луѓе ние ќе се справиме, каде што под превезот активизам и борци за човекови права, сепак негде во нив има некаков национализам кој што ќе го протне незабележително така умешно спакувано. Што мислиш за тоа? Тоа е исто како борбата со лажните вести, според мене. Значи, се бориш со невидлив непријател. Значи, тоа е манипулација со одредена група и тоа го прават и три луѓе кои што знаат како да ти спакуваат и да ти пласираат информација. Пак ќе речам дека и тука е клучот образованието. Значи, младиот човек мора да научи да разликува и да има свој став. Да види кај е проблемот, да го воочи тој спакуван национализам и да може да рече не ја зимам оваа бомбона, нема да ја јадам. Проблемот е што ова ги напаѓа не само младите, туку и постарите со веќе оформен став. И допира до нив и ги купува. Значи, овој тип на... Тоа е, мислам дека овој проблем е поголем од отворениот национализам кој што го има кај нас. Како да се спречи тој проблем? Лично не знам. Стварно не знам како би можело да спречиме влијание на некој да манипулира со некој. Освен едноставно да има повеќе неформално образование, да се зборува на овие теми, да се збори дека постои таков тип на подкупување, всушност продавање на национализам, дека ние ќе го средиме вашиот проблем ако ова, ние се грижиме за вас, ама спакувано тоа во една убава форма. Така што мислам дека треба погласно да се зборува на оваа тема. Дека постои, да се објавуваат тие моменти. Ако некој го користи тоа за политички цели, тоа да се зборува гласно, дека има да се пишуваат колумни на таа тема, да се прават дебати на таа тема, да се зборува за проблемот и кое е решението конкретно, како да се искорени тоа. Јас лично како владанка не знам, зашто мислам дека треба многу да се работи, исто како што треба да се работи на говорот на омраза и лажните вести.